Новата книга на професорот Марко Китевски, Македонска народна лирика, е втора книга на одбраните дела. Во воведот тој наведува дека во вкупниот фонд Македонски народни умотворби, народните лирски песни заземаат посебно значајно место како според обемот, така и според мотивските разновидности, но пред се со уметничките вредности. Основна карактеристика на лирската песна е што таа ги изразува само чувствата, не прикажувајќи ги настаните и дејностите во кои тие се јавуваат. Затоа лирската песна опева многу лични чувства на единката, радост или жалост, воодушевување или разочарување и други состојби што човекот ги доживува. Истражувачите на народната лирика сметаат дека лирските песни спаѓаат меѓу најстарите песни и дека се стари колку и човечкиот јазик. Од моите одбрани дела, минатата година објавив Македонски црковно-народен календар. Ова година, оваа книга, тоа представува студија за лирските песни. Пред 10 години објавив 10 тома македонски народни умотворби, антологии, а ова се истражувања врз песните, значи студија за лирските песни. Навистина, ова истражување трае долго време, бидејќи јас веќе 50 години се занимавам и со запишување, но и со истражување на македонскиот фолклор. И така настана ова книга во ова дефинитивна верзија што сега ја објавив. Значи, тука се истражувања на лирските песни. Да кажеме дека лирски песни се оние песни од нашето народно творештво во кои што доаѓа до израз емоциите на човекот. Значи, не се тоа песни борбени, револуционерни, јуначки и така натаму, туку песни во кои што дошло до израз емоциите на човекот. Тоа се љубовните песни, тоа се празничните песни, трудовите, семејните, хумористичните песни, се тоа што било живот на човекот во една семејна заедница, сето тоа нашло одраз во овие песни. Тука се и песните од животниот циклус, за раѓање, свадбата како важен момент и погребните, тажачките песни. Сето тоа, тие истражувања најдоа место во оваа книга. Дали можеме да споменеме дека некои веќе од овие песни во нашата држава се изумрени, некои се уште постојат, некои се многу актуелни? Кои можеме да ги видите, значи може да се рече дека некои од овие песни се уште постојат и обичаи, се одржува. Меѓутоа некои се исчезнат, еве да речеме тажачките песни, кои што на времето биле присутни во животот на нашиот човек. Постоеле професионални жени тажачки кои што тажеле, зашто плачењето или лекањето не е тажење. Тажење е песна, пеење песна со сета структура во која што се споменуваат биографски податоци на покојниот и сето тоа е нешто друго од обично плачење. Тие песни веќе не постојат, но еве лазарските обичаи, да речеме, се уште се изведува, свадбените обичаи, песни, иако тие не се во онаа форма во која што се запишани во 19-тиот век, кога песната била токму наменета за одреден момент и имала функција во обредот. Еве да земеме свадбените песни, дека обредот без песната не можел, ни песната без обредот, но сега се веќе други времења се пеат, но сепак останало нешто. Сепак е задржана традицијата. Сепак е задржано некои. Особено за коледарските, нели? Коледарските песни што ги пеат децата и сега се пеат. Потоа исчезнати се веќе ѓурѓовденските песни, тие билјарски песни што се пееле при берењето на билките, што се пееле тие на лулашките кога се лулале младите и така натаму, но ете, врз основа на стари записи ние можеме да ги реконструираме тие обичаи и тие песни. Кои се специфични за летниот период,
што се задржани до денес? Летниот период нема многу песни. Значи има за Иван ден малку песни, нешто за Спасов ден, за Петров ден, именно не за празникот, туку за Свети Петар и Павле. Има песни кои што се пеат пак на други денови, да речеме на Водици или на други празници. Во летниот период се пееле жетварски песни, се пееле аргатски песни, се пееле песни при изведување на летните работи, при косењето на сеното, собирањето и така натаму, при жетвата, вршидбата. Тие песни веќе не се пеат, бидејќи не се изведува рачна работа при жетвата, но тоа се убави лирски песни кои што останале во записите. Кај еден народ, покрај историјата, јазикот, фолклорот има важно место во докажување на националниот идентитет. На времето Пеце Атанасовски велеше споредете ја македонската гајда со бугарската гајда, споредете ја македонската гарнета или кларинет со грчката, веднаш ќе го видите идентитетот. Значи во фолклорот, во песните, во музиката најдобро е одразен тој национален идентитет. И штета е што народното творештво не е повеќе застапено во програмите во образовниот процес. Се повеќе тоа се истиснува како нешто неважно, иако има и убави песни како литература, како поетски творби. Дека тоа треба да се негува, исто така не треба да се зборува за тоа. Фолклорот е нешто што ни е оставено во поколенијата и ние сме должни да го проучуваме и да го негуваме на сите начини. Многу од овие песни во далечното минато биле поврзани со обредот, магијата или со други слични дејства, но подосна се оделиле и од нив и продолжиле да живеат самостојно.